почитувани родители, почитувани матуранти, средношколци, трет ден во Собранието на Република Македонија зборуваме за закон за укинување на екстерното тестирање, заради тоа што и вие и ние сме сведоци, дека станува збор за, не можам да го наречам ни концепт на екстерно тестирање, кое што има промашено темата, концепт, односно систем, кој што тоа не е, кој што ја загрозува и вашата иднина, иднината на вашите деца и го девалоризира целокупниот труд што го вложувате во текот на учебната година. Екстерното тестирање, вака како што е поставено или вакво како што е, не е систем или методологија за валоризација на трудот на учениците во текот на училишна година. Напротив, тој се употребува за добро познатите методи на владење на актуелната власт, а тоа е да се воспостави целосна контрола и да се шири страв помеѓу населението, во конкретниот случај меѓу родителите и наставничкиот кадар. И дека е тоа така, мислам дека повеќе не треба да докажуваме и да кажуваме, меѓутоа факт е едно, без оглед дали се членови или не на ВМРО-ДПМНЕ, наставниците најпрво се примаат на временно обработување, па својата лојалност треба да ја докажуваат во текот на неколку училишни години, држејќи ги така за кратко јаже, да носат по 20, по 30 гласачи на секои избори, за да докажат својата лојалност кон партијата, па за да добијат конечно согласност за вработување во определено основно или средно училиште. И голем е абсурдот што се случува во Република Македонија во изминатиот период, тоа е дека перманентно секоја училишна година имаме рапидно паѓање на бројот на запишани ученици како во основното, така и во средното образование од една страна, меѓутоа и рапидно зголемување на вработениот наставнички кадар од друга страна. Со ваквиот начин и систем кој што не може да се нарече концепт, во суштина целосно се доведува во прашање судбината на нашите деца и на вашите деца. Бидејќи со погрешни одговори на само 2 прашања во еден обид, добиваат пониска оценка на крајот на годината и тоа за некого може да значи неможност за продолжување, односно запишување на студии. Има доста небулозни прашања на кои што треба да одговорат средношколците кога ги одговараат тестовите. Например, вчерашното поднесување на закон за забрана на бомбите е став или страв на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Па ако утнете, може да не се запишете на факултет. Второ, повлекувањето на законот за забрана на бомбите е став, страв, стап или страф од стап на ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ. Па ако и тука утнете, а може да се збуните на вистина дали е страв, дали е стап, дали е страф од стап, и ако даете погрешен одговор кој што ќе ви го испрли компјутерот, може да не се запишете на факултет. Она што мене ме загрижува е што трет ден денеска дискутираме, меѓутоа јас не видов да се пријави ниту за расправа, ниту за реплика, ниту еден представник на Демократската унија за интеграција. Совршено ниту еден представник. Дали прашањето на проблем со екстерно тестирање не ги загрижува или не ги засега учениците, албанци и нивните родители во Република Македонија? Или со вчерашното поднесување на законот ДУИ покажа дека единствено што го интересира е како да го сокрие сопствениот срам и криминал од заедничкото владење со ВМРО-ДПМНЕ. Тоа што они избрале да бидат нивни привезок, во исто време соучесник и прикривач на криминални действија, тоа е проблем на ДУИ. Меѓутоа, овдека зборуваме за вашата омилена тема, господо ДУИ, правата на албанците во Република Македонија. Не мислите дека правата на некој дете албанец во Република Македонија се загрозени со ваквиот систем на екстерно тестирање? И мене ми е јасно
Значи 3 дена гледаме и дискутираме, колеги, и гледам кај добар дел од вас, дами и господа од ВМРО ДПМН, во вашите очи се познава без оглед дали за тоа ќе зборувате јавно или не, преферирате да не зборувате јавно, дека длабоко се сложувате со ова што Социјалдемократскиот сојуз го зборува. Дека ова што во моментов го имаме во Република Македонија не е систем на екстерно тестирање. Дека е систем на заплашување, манипулација и притисок како врз децата, така и врз родителите. Овој систем на страв мора да се наруши. Вие, почитувани господа, имате историска шанса во вашите животи да запишете дека со притискањето за ваквото законско решение сте придонели и сте дале личен придонес. И ќе бидете не горди ако го направите тоа, затоа што сте дале придонес во рушење на еден тоталитарен и недемократски режим во Република Македонија, бидејќи знаете што? Може човек некогаш да застане, може и да го утне патот. Меѓутоа тоа не значи дека е секогаш загубен. Република Македонија е застаната на утнат пат, меѓутоа тоа не значи дека е за секогаш загубена. Ваша е шансата со стискање за прифаќање на овој закон да помогнете во доведување во Македонија на точниот пат и да тргнеме кон европската иднина на нашата држава. Благодарам. Господинот Илиевски Зоран има реплика. Полете. Благодарам, председателе. И за разлика од мојот колега Шилегов, што јас неам страм да го наречам колега, а тој упорно од оваа говорница се обраќа до сите во Република Македонија, освен до нас колегите пратеници, јас ќе речем и колеги пратеници. Колега Шилегов, во вашето излагање за законот, пак ќе се повторам, испега дека секој мој говор отприлика исто да го велам. Многу малку разговаравте зошто законот е добар, тоест вие, мислам што го предлагате, законот е добар. Вие задржувавте на секакви теми и дилеми, дури и пробавте да вовлечите по кавга на еден начин членови на политичка партија, играјки на национално чувство. Меѓутоа, начинот на вашето действување оставаме на ваша совест и вие си цените како понатаму ќе бидат вашите излагања. Ние како ВМРО ДПМН и како владечка коалиција, пак ќе повторам, стоиме на ставот дека екстерното оценување е метод кој што е добар и метод кој што, ако цениме дека треба да се унапреди, мораме тоа да го направиме и стоиме отворени за секакви предлози во насока на подобрување на ова законско решение, тоест подобрување на оваа процедура при самото оценување. Би сакал да напоменам, не сум стручен во таа област, значи не доаѓам од просветата, меѓутоа слушајќи ги сите колеги кои што доаѓаат од таа област, да напоменам дека не е ова само класично оценување, туку ова на еден начин реформа и унапредување на комплетниот образовен систем во Република Македонија. Впрочем, пак ќе повторам, овај метод не постои само во Република Македонија, овој метод постои и во многу други земји и треба да најдеме начин, сите заедно, да се потрудиме, да направиме максимум што можеме да образованието го донесеме на многу повисоко ниво, бидејќи сепак на крајот на краиштата таму е иднината на цела наша држава. Благодарам. Благодарам, господин Шилегов. Петри, имаме контрреплика. Господин Илиевски, ќе станеме колеги во моментот кога вие ќе влезете во овој парламент на демократските избори. Тогаш ќе станеме колеги. Значи, однесувањето како мало дете на владеачката структура во конкретниот случај, мене ми е јасно. Зашто разговараме ние сега? Онаму каде што немаше проблем, го измисливте
И сега го елаборираме до безвест. Ако сакате да зборуваме за воспоставување и воведување на концепт за било каква работа, тогаш, веројатно, пред да го донесете овој закон, чие што укинување денеска го предлагаме, ќе требаше да чуете што зборува јавноста, што зборува засегнатите страни, што зборува другата политичка структура која што функционира во Република Македонија. Меѓутоа, премногу бевте надмени во тој период, премногу бевте арогантни, за да воопшто слушате туѓи мислења и размислувања. Сега, кога боли малку за изборите, сакате да чуете туѓо мислење. Доцна вие. Господи Секуловска Сузана има реплика. Полете. Благодарам, председателе. Почитуван Шилегов, вака слушнете добро. Значи, имаме концепт за екстерно проверување на постигањата на учениците. Концепт кој што сум убедена и поради тоа што и со наши предлози, и со предлози на наставниците, ќе го подобриме. Ќе имаме добро екстерно проверување на постигањата на учениците. На тој начин ќе се подобри оценувањето од страна на наставниците, ќе се заштитат наставниците од страна на надворешните влијанија, оценките на учениците ќе бидат реални, во согласност со нивното знаење. Што се однесува до вработувањето на наставниците, за кои што рековте дека по 2-3 години ги држиме во раце за да гласаат. Што со оние наставници и професори кои што се вработени во 2001, во 2002, во 2003, во 2004, 2005 година, почитуван колега, кои што работеа до 2012-13 непрекинато на определено работно време, и владеачката партија, живите луѓе не ги изеде, туку почитуван Шилегов, донесовме решение, донесовме закон и претходно во образование на наставниците им дадовме решенија. Значи и луѓето кои што по 13 години беа во работен однос во основните и средни училишта, добија решение. Луѓе кои што, еве, со сигурност можам да потврдам, дека се вработени во периодот од 2001 до 2005 година, во времето кога што на власт беше Социјалдемократскиот сојуз. Благодарам. Господин Шилегов, Петри има контрреплика. Господина Секуловска, во Република Македонија нема концепт на екстерно тестирање. 3 дена ве повикуваме да кажете една, барем една држава во светот, која што екстерното го спроведува на начин како што се спроведува во Република Македонија. Не постои таква. Значи, ние измисливме кованица од нешто што го нема. Пак ви велам, ако сакате да разговарате за потреба за екстерно тестирање на учениците и контрола на наставниците за успехот кој што го постигнуваат децата во однос на оцените што им се дадени, тогаш требаше да разговарате кога го воведувавте ваквиот начин на тестирање. Сега е малку доцна за таа работа. Ке бие, за жал, слепо ке дигнете рака, која ќе дојде некаков си нов предлог од владата. Инаку, за професорите за кои што велите дека ги терате да гласат за вас, не ги терате професорите да гласат за вас. Терате уште 30 други луѓе да ви потпишат изјави дека гласат за вас. За тој еден да може да добие некакво решение за идно вработување. Господица Манаскова Магдалена има реплика, повелете. Благодарам, почитувам председателе. Почитувам пратеник и вие со сите анализи, препораки, истражувања кои што ние наводно сме ги немале, со се што располагавте, дојдовте до ова законско решение. Се брише, се брише, се брише, се брише. Со овој закон, вие ќе го унапредувате образованието во Република Македонија. Сега ќе искористам една фраза што вашиот координатор, почитуваниот колега Сугаревски, многу често ја употребува. Значи, врска немаше ова што го зборевте со законот кој што вие го предлагате. Не дискутиравте за концептот, затоа што пред нас немаме никаков концепт и вие немате право да дискутирате за концепт. И концептот вашиот, значи оно што го имате како концепт е да при вашите говори, сум приметила кај неколку пратеници, да поставувате така наречени предлог прашања за екстерно. Тоа, почитувам пратеник,
Тоа е детско однесување, кој што кажавте пред малку. Значи, така децата се однесуваат на социјалните мрежи, на Твитер. Тоа не е во ред да се дозволи едно такво однесување во законодавниот дом. Требало на вашата обука во Берово малку повеќе да се потрудат. Ви благодарам, председател. Господин Шилегов, Петри има контра. Повелете, господин Шилегов. Господја Манасиевска, значи до вас имате лекар, прашајте го дека е залудно да анимирате умрен човек. Затоа е таков предлогот на денешниот закон. Мртов човек не можете да оживеете. Сами потврдивте дека не постои концепт. Сами велите дека нема концепт. Вакво нешто нема совршено никаде во светот. Детски прашања или не, пак не ми одговоривте. Повлекувањето на законот за забрана на бомбите е став, страф, стап или страф од стап? Господица Ангелова Марија има реплика. Благодарам, председателе. Би го реплицирала колегата во еден сегмент многу важен. Вика, судбината на нашите и вашите деца. Овие наши деца, дали се тоа деца на членовите на СДСМ, а вашите деца, дали се членови на ВМРО ДПМН, на ДП, не знам, на ДУИ и така натаму. Јас не разбирам, ова ваши и наши деца ми е малку навистина смешно и навистина небулозно искажано од ваша страна, бидејќи децата се деца без разлика на пол, нација, вера, и мислам дека е погубно вака за вас како политичар да кажете ваква констатација ваши и наши деца. Како што каже и колешката Секуловска, имаше примено доста наставници, просветни работници, професори во времето кога вие бевте на власт, далечната 2002, 3, 4, 5, трансформации се направија на вистина на 7800 просветни работници, на кои што им беше решен статусот и животното прашање. И што е најинтересно, за секоја една трансформација секогаш имаше присутен еден представник од СОНГ во комисијата кога се трансформираше нивниот работен однос од определено на неопределено. Тогаш на тие комисии ниту тепаа со стапови, ниту некого страв па му ставија нож на грло, ниту пак сега некој наставник е избркан од работа или пак казнет наставник. Тоа е една работа. Систем за заплашување не постои, господин Шилегов. Системите за учење може, а и нужно е да се пременуваат или менуваат и треба да се надградуваат и да се усовршуваат. Кажавте дека екстерното тестирање во Македонија, побаравте некоја си компарација, дали има исто вакво екстерно тестирање во некоја друга држава. Еве, јас ве прашувам дали има екстерно тестирање комплетно исто во други две различни држави, а да не е Република Македонија во прашање. Не постои. Секој систем е за себе различен. Еве, кажете ми две држави од Европската Унија кои што имаат ист концепт на екстерно тестирање. Нема да можете да ми одговорите на ова прашање, бидејќи не постои такво нешто. Ниту страв се еме, ниту ви се плашиме, ниту ќе ви се уплашиме на 24 февруар. Ова април се извинувам. Народот македонски се плаши од вас. Молам, седнете. Не, нема потреба театар. Бидејќи вие и вашиот така наречен лидер сте човекојаци и ќе јадете живи луѓе и навистина ќе јадете живи луѓе. И ќе избркате од чистачка до министер. А мислам дека не е потребно да правите такво нешто, бидејќи нема ни да ви се оствари сонот. Ви благодарам. Господин Шилегов, Петри има контрареплика. Господине Велјановски, имам право да стојам во сала, не мора да седам. Него наремети Нема Фредот. потреба од театар. Не, него наремети Фредот. Значи надвор од камерите сум, не сум во театарот. Благодарам. Би сакал времето само ми го врати. Господи Ангелова, не ми одговоривте на клучното прашање. Каде има ваков систем? Во Македонија нема концепт. Можеме да зборуваме за сличности на концепти, меѓутоа во Македонија нема концепт.
што се однесе до заплашувањето, ако некако успеам да извадам меницата што имате подпишано пред да ве стават за пратеник, ќе признаете дека ве заплашува некој? Не, и тогаш нема да признаете. Во ред, знам, на фактите вие, на фактите ретко признавате. Не ми одговоривте и вие, ќе почекам последниот репликант, господинот Муковски, да каже дали повлекувањето на законот е став, страф, стап или страф од стап. Господин Муковски Крсто има реплика. Повелете. Благодарам, председателе. Господине Шилегов, законот не е повлечен и не знам зашто зборувате за став, страф и така натаму. Ако го повлечиме, условно, тогаш ќе ви кажам зашто е повлечен. Сега не е повлечен. Сега на темава на која што дискутираме, добро е да резимираме после 3-дневна дискусија кои се нашите ставови како владеачко мнозинство, кои се вашите ставови. Јавноста нека цени кој е во право. За жал, во овие 3 дена ние го браневме законот, нешто што е напишано и што се спроведува. И не зборувам за човекот дали е мртов, зборувам за детето дека е родено и дека живее и концептот на екстерно се спроведува. Дали е совршен, не е совршен. Дали треба да се поправа, треба да се поправа, но дали треба да постои, треба да постои. За жал, вие во овие 3 дена го понудивте ова. Икс пута, како сакате кажете го, не празен лист. Тотална деструкција. Се што се спроведува да се обриши. И колку да сакам да имам добра намера и да верувам дека вие мислите добро за учениците, за наставниците, со ова не може тоа мислење ми се потврди. За жал зборувавте 3 дена во материјална расправа за формата на законот, за аномалиите, а на крајот од денот како резиме барате се да се обриши. Како сето ова да го сватиме, ако не е ова манипулирање со јавноста и барање да се придобијат на краток рок политички поени. На овој начин ниту ќе подобриме образованието, ниту ќе излеземе во пресред на учениците и на наставниците. Ова е класична деструкција и барање на политички поени. Ништо друго. Благодарам. Господин Шилегов, Петър има контрреплика. Господин Муковски, вие вчера поднесовте, денес повлековте, како бам да ви веруваме? Ајде да се разбереме една работа. Бараме укинување на овој закон затоа што бараме борба против теророт врз наставниците и родителите, против можноста за нивно уценување, против можноста децата да бидат под страф и да бидат во неможност да запишат факултет или да полагаат редовно матура, затоа што утнале само едно прашање во текот на 4 години образование и едукација. Дали разбирате за што зборуваме? Дете може да ги има сите 4 години, сите петки. И во 4-та година која ќе полага екстерно, да утне едно или две прашања и да не помине одличен 5.00. Тоа ли ви е концепт? Тоа ли ви е систем? Или е начин како да ги држите покорни луѓето? Да ја праќате по раката на стравот, да ја праќате по раката на закана. Слушаја партијата зашто државата не може да ти помогне.